Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во време кога силно ги чувствуваме последиците од светската економска и енергетска криза, ниту еден капитален проект не е запрен. Напротив, градежната офанзива е активна насекаде низ државата. Реализацијата на националната транспортна стратегија е високо на агендата на владата и тоа најдобро се гледа на терен каде инвестициите во инфраструктурата надминуваат 1 милиарда евра во изминатите години. Наша стратешка определба е паневропските коридори да ги изградиме и модернизираме на ниво на европските патишта. Особено ми е драго што денес се наоѓаме на коридорот 10D, заедно со председателот на владата Ковачевски и директорот Рустеми, каде сакаме да го потенцираме значењето на овој патен правец на превојот Плетвар како единствена врска од централниот дел на државата кон Пелагонискиот регион. Рехабилитацијата на превојот Плетвар е во завршна фаза и очекувам дека во првата половина од месец декември ќе биде комплетно завршен со завршување на заштитните огради и хоризонталната и вертикална сигнализација. Би сакал да потенцирам уште еден аспект во делот на изградбата и рехабилитацијата на патиштата, а тоа е безбедноста на патиштата и безбедноста на граѓаните кои ги користат. Посебно на оваа делница е зголемена безбедноста со поставување на заштитни огради во должина од 17 км, а претходно заштитните огради овде беа со должина од 6 км. Ме радува фактот што и силно се работи на двете фази на експресниот пат од Градско кон Дреново и од Дреново до Фариш, проект кој што е исто така од исклучително важно значење за цел Пелагониски регион заради побрз транспорт и побезбеден и поквалитетен сообраќај. Би сакал да најавам дека во Министерството за транспорт и врски, заедно со јавното претпријатие за државни патишта, работиме на проектот за проширување на Плетвар на места каде што има две ленти. И тоа се вкупно 7 километри на патна врска, која што ќе биде проширена со трета лента и со тоа преку ИПА проектот кој што го имаме на располагање, очекуваме наскоро да биде распишан повик за проширување на тој дел од Плетвар каде што имаме две ленти. Она што е поважно е децениската потреба на жителите од Пелагонија, изградбата на автопатот Прилеп-Битола да биде приоритет и тоа е ставен во приоритетите на владата на Република Северна Македонија, кој што е поблиску до реализација и нашите очекувања се дека по завршувањето на преговорите помеѓу државата и Бехтел, дека ќе започне со реализација во текот на наредната година. Сите знаеме колку е значајна Пелагонија и од аспект на економскиот развој на регионот на државата и од аспект на регионалното поврзување. Развојот на патната инфраструктура во Пелагонија е повеќе од потребно и заради тоа уверуваме дека сите овие инвестиции ќе дадат силен инпут на економскиот раст и развој на Пелагонискиот регион, а ние како влада остануваме фокусирани на унапредување на целата инфраструктура за да создадеме квалитетна патна мрежа и да овозможиме брз и безбеден транспорт на патници и стока. Она за што се зборува години и децении, посебно за овој Пелагониски регион, подобрувањето на патната инфраструктура, денеска го гледаме на терена, тоа е целосна надградба на патната инфраструктура која што поминува во овој регион. Инвестициите во изградбата и модернизација на патната мрежа низ целата земја се реализираат. За наредната 23 година имаме предвидено најголем буџет за изградба и рехабилитација и реконструкција на патната мрежа, а со тоа градежништвото како мотор на економијата во ова крајно непредвидливо време го одржуваме во силна кондиција заради развој и раст на националната економија. Уште еден важен и значаен патен правец за граѓаните на Прилеп, а тоа е Ново Лагово до Бучин, заврши рехабилитацијата во вредност од околу 30 милиони денари, со што уште едно барање на граѓаните на Прилеп од регионалната патна мрежа е реализирано. Би сакал да ги уверам граѓаните дека ниту еден проект нема да застане, а ние заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта, кој што работиме во овој ресор и заедно со градежните компании ќе продолжиме забрзано да градиме и да создаваме просперитетна европска држава за нашите граѓани. Благодарам.